повеќе од 5000 километри оддалеченост од дома, 49 припадници на македонските воени сили, рамо до рамо со војниците од земјите членки на НАТО, но и со останатите партнерски земји се грижат за советување, тренирање и асистирање на афганистанските безбедносни сили во рамки на мисијата на НАТО, одлучна поддршка. Македонија во НАТО мисијата се приклучи од самиот низин почеток на 1 јануари 2015 година, а претходно учествуваше и во мисијата ИСАФ. Мала земја во споредба со повеќето НАТО членки, но придонесот што го даваат е голем, се оценките кои ги даваа високите представници на Алијансата во Кабул за време на посетата на министерката за одбрана Радмила Шекеринска на македонскиот контингент во Авганистан. Македонските војници со голема радост ја пречекаа македонската делегација. Нивни сонародници дошле да видат каде работат, во какви услови живеат и со какви предизвици се соочуваат секојдневно. Толку далеко од дома, чувството да те посети некој од твојата земја е големо и секако представува вреднување на тоа што ние тука го работиме, велат припадниците на македонскиот контингент во разговор за Мија. 20 години Мија, во интерес на јавноста. За задачите на македонските мировници, за нивните достигнувања, соработката со другите нации, но и за чувството да се биде далеко од дома 6 месеци, колку што трае една ротација, разговаравме со командантот на македонскиот контингент, полковник Кенан Арахиќ. Македонскиот контингент, како што појасни за Мија неговиот командант и најстар национален старешина полковник Рахиќ, е стациониран на 3 локации: во централната команда на мисијата во Кабул, во командата за обука, советување и асистирање главен град, која се наоѓа на аеродромот Хамид Карзаи, а македонски војници се распоредени и во Коса Север, во Мазар и Шариф. Во централната команда во Кабул има 27 припадници на АРМ, од кои 3 се поставени на штабни должности, а 24 се ангажирани во единицата за заштита на силите, меѓу нив една припадничка на војните сили. Носачка нација тука се САД, под команда на првиот воен човек на мисијата, американскиот генерал Остин Скот Милер. Во Коса главен град има 12 офицери и 1 подофицер, од кои 4 се припаднички на АРМ. Тие се распоредени во рамки на турскиот контингент, со кој командува бригадниот генерал Јашар Дилбер. Во Коса Север има 6 мина припадници на АРМ, исто така штабни офицери. Република Македонија во поддршка на парламентарните избори во Авганистан кои се одржаа минатиот месец, дополнително упати уште 3 офицери од август до декември, кои помагаа за успешно реализирање на изборниот процес. Носечка нација тука е Германија под команда на бригадниот генерал Герхард Ернст Петер Клаувс. Во моментот додека разговараме, Република Македонија учествува со вкупно 49 припадници на армијата на Република Македонија, распоредени на 3 различни локации. Распоредени сме на локација каде што се наоѓаме моментално, во командата за тренинг, асистенција и советување во главниот град во Кабул. Распоредени сме во главната команда на мисијата одлучна поддршка и распоредени сме во командата на исто така команда за тренинг, адвајзирање и асистенција на афганистанските сили во Север. Имајќи предвид дека имаме различни категории на персонал, значи од полковник па до професионални војници, задолженијата се различни. Конкретно јас, покрај одговорен старешина за македонскиот контингент, ја извршувам и должноста заменик на командант на командата на главниот град. Имаме воглавном и самиот наслов на името на командите е дека нашиот персонал се занимава со тренинг, адвајзирање и асистенција на афганистанските сили, како и штабен персонал во командите, додека војниците се ангажирани на заштита на командата, на мисијата одлучна поддршка, како и на ескортирање, односно обезбедување на лицата кои влегуваат во командата по разни основи. Видете, реонот на Афганистан е под постојани закани на одредени напади, како внатрешни, така и надворешни. Конкретно, загрозување на безбедноста на припадниците на Македонија, односно на армијата на Република Македонија немало, меѓутоа не е исклучена можноста, имајќи предвид каде се наоѓаме, да во секој момент може нешто од аспект на безбедност да биде нарушено. Во денешно време со целокупната технологија која што ја има, тоа е лесно да се воспостави. Секако дека е тешко, секако дека секого му фали дома, па и на нас, војниците. Меѓутоа, генерално,
Сме подготвени на ова, бевме подготвени и морално-психолошки дека ќе бидеме 6 месеци отсутни од семејството, од секојдневниот живот, така да добро поминува, ние сме скоро на крајот на мисијата, така да и тоа е вред. 20 години мија, во интерес на јавноста. Во македонскиот контингент има 5 жени кои храбро рамо до рамо со машките војници ја чуваат честа на Македонија и докажуваат дека сме земја со квалитетен кадар, која иако е на самиот праг на НАТО, може да се носи со останатите земји членки во учеството во мировните мисии. 4 од нив се стационирани во Коса главен град, каде има 3 офицери и 1 подофицер. Една е во централната команда во Кабул. Жените во мисијата се помалу бројни меѓу сите нации застапени во неа, но сепак нашите учеснички во одлучна поддршка се надеваат дека таа бројка во иднина ќе се зголемува. За нивните задачи и придонеси за мисијата говоревме со подполковник Билјана Блажевска, која служи во Коса главен град. Во оваа ротација во македонскиот контингент, како дел од силите на одлучна поддршка, сме упатени 5 жени, 4 штабни офицери и 1 војник во водот за обезбедување. За прв пат, како дел од македонски контингент, сме упатени 4 штабни офицери кои што извршуваме функцијата во командата за обука, асистенција и советување на главниот град. Би сакала исто со задоволство да истакнам дека 2 жени во Коса главен град извршуваме началнички функции. Лично извршувам функција началник на секцијата и од 4. Потоа мајорот Лилјана Петревска извршува функција на началник на Ј1, персонално оделение. Капетан Ива Матич извршува функција офицер за научени лекции во секцијата за операции во Ј3. И дополнително имаме подофицер Даниела Мукоетова, која што е администратор на командантот. Можам да истакнам дека работниот ден всушност, односно целото време повеќе ни поминува во работните простори, бидејќи од 8 часот сабајле до 18:30 часот попладне сме во работни простори со одредена пауза од 2 часа за обедување. Меѓутоа самата база дава можности да се чувствуваш и како дома. Има можности за спортски активности, има можности за релаксирање, да истакнам дека доколку сакаме да се разубавиме исто така, имаме каде да се разубавуваме. Потоа има можности за да се релаксираш со колешки, со колеги на кафе, на чај. Со локалното население повеќе контакти се остваруваат во самата команда, затоа што имаме локално население кој што извршува различни функции во самата команда. Можам да кажам дека дел од нас исто така одиме на извршување задачи во командата на одлучна поддршка и во тој случај исто така има контакт со локално население, меѓутоа на работните места кои што ги извршуваат во командата на одлучна поддршка. Самата должина на мисијата и далечината од дома си го прави своето, меѓутоа можам да кажам дека со самата поддршка од дома и разбирањето од дома овозможува целосно посветување на работните задачи. Верувам дека ќе се појават мешани чувства при крајот на мисијата, затоа што самата мисија, мултинационалната средина, ти дава можност за склучување пријателства, но исто така и радоста е присутна, затоа што повторно ќе се сретнеш со своето семејство. Во оваа база е и првата македонска пилотка Ива Матич, 30 годишна скопјанка, магистер по електротехника. Таа е капетан во АРМ и нејзиниот просечен работен ден значи управување со воен хеликоптер Ми-17. Сепак во Кабул таа не пилотира, туку е посветена на штабско-офицерски активности. Во разговор за Мија вели дека е голем предизвик доаѓањето во мисијата одлучна поддршка, а служи токму во базата на аеродромот, каде се наоѓа воено-воздухопловната база на одлучна поддршка. Единствената и прва жена во единицата за заштита на силите во Централната команда, таму е 5 месеци. Разводник Клементина Димитровска смета дека треба да продолжи традицијата, таму да доаѓаат повеќе припаднички. Во Централната команда има 3 штабни офицери и 24 припадници на единицата за заштита на силите. Тие имаат поинакви задачи од македонските мировници во базата на аеродромот. Припадниците на единицата за заштита на силите, како што појаснува Димитровска за Мија, во рамки на активностите легат,
излегуваат надвор од базата и нивна задача е да обезбедуваат старешини кои исплаќаат средства за нанесени штети од страна на НАТО врз градот или одредени цивили. Вршат и обезбедување на НАТО силите надвор и во базата. Тие се така наречена First Protection, со што нивната работа сама по себе е ризична. Работат кога има напад на базата, излегуваат надвор кога сите се внатре и ги внесуваат луѓето во објектите за да нема движење. Работат и ескорт на луѓето кои влегуваат од надвор, афганистански граѓани, кои таму се сметаат за најризична група со која може да се работи. Во разговор со Клементина Димитровска разбравме дека таму во Централната команда има потреба од повеќе жени војници. Предходно македонските сили барале помош за ескорт од грузиците. Прва жена сум овде што е во овој контингент и нашата работа и предизвикот овде е значи заштита на силите во Афганистан. Работиме како First Protection, односно прво обезбедување на базата. И би сакала оваа традиција значи да се продолжи понатаму, да се даде шанса на секоја припадничка од Арама да застане рамо до рамо со своите колеги и да докажеме дека стварно може. Значи нашата конкретна задача овде е ескорт на луѓето кои што влегуваат од надвор и работат во базата, меѓу кои вклучуваме значи жени. Баш поради тоа е нужно неопходно значи да доаѓа понатаму и жена во мисија, бидејќи се ескортира во женски згради кај што другите припадници од машкиот пол нормално не би смееле да влегуваат внатре. Ескортираме исто така возила во ноќни патрули. На нешто помалку од 2000 метри надморска височина во тесната долина меѓу планинскиот венец Хиндукуш се наоѓа Кабул. Се смета за еден од највисоките главни градови во светот. Мија имаше можност да престојува во базата на аеродромот Хамид Карзаи во Кабул, каде е сместена командата за обука, советување и асистенција, главен град. Зад границите на базата на подножието на околната планина се гледаат згради. Некои изградени, некои во изградба, но сите напуштени, по наредба секако од безбедносни причини таму да не се населува локалното население. 20 години мија, во интерес на јавноста. Базата наликува на мини град, а оние кои служат во неа наликуваат на едно семејство составено од различни нации, кои секојдневно ги делат обврските, но и се дружат во слободното време. Движењето во неа е строго регулирано, за оние кои доаѓаат од надвор, не смеат да се движат без придружба од една до друга локација. Во спротивно следи интервенција на војната полиција и сместување зад решетки. Секојдневие за жителите на базата е звукот на надлетувањето на хеликоптери, вклучување на сирените, со кои се најавува некоја воена вежба, а понекогаш и по некоја експлозија, но сепак, како што велат припадници на македонскиот контингент во разговор за мија, тие се чувствуваат безбедно. Ситуацијата во Афганистан генерално е подобрана, но сепак е далеко од мирна. Додека македонската делегација беше во посета на македонските мировници во близина на базата на аеродромот во Кабул, се случи самоубиствен бомбашки напад во кој загинаа 55 лица, а над 70 беа повредени. Додека мија престојуваше во Коса главен град, во базата пристигнаа и припадници од Коса Север, регионална команда на одлучна поддршка сместена во Мазар и Шариф. Во Коса Север се распоредени 6 припадници на АРМ, штабни офицери. Република Македонија во поддршка на парламентарните избори во Афганистан, кои се одржаа минатиот месец, дополнително упати уште 3 офицери од август до декември, кои помагаа за успешно реализирање на изборниот процес. Еден од нив, полковник Петре Кочов, во разговор за мија вели дека условите во Коса главен град во Кабул се многу подобри. Тие во Мазар и Шариф се сместени во порурална средина со многу попримитивни услови во секојдневието. Но сепак искуството што го добиваат со 6-месечното учество во мисијата, колку што трае една ротација, го оцени како непроценливо. Основните задолженија беа, како што реков, поддршка на безбедносните операции на афганистанските национални сили, планирањето на операциите пред изборите, за време на изборите и после изборите. Индиректно ги наблюдувавме изборите преку известувањето од партнерите афганистанците и може да се заклучи во однос на претходните избори дека безбедносните состојби се значително подобрени. Како според бројот на жртвите, така и бројот на вкупниот број на инциденти во текот на изборите и оно што ги следеше изборите. Директна комуникација со локалното население немавме во поглед на комуникација со граѓаните. Комуникацијата со афганистанците беше во соработка со полициските и армиските сили, представниците на изборните единици, изборните комисии на сите нива, од национално до ниво на провинција и на дистрикт. Така да со тие луѓе што комунициравме, афганистанците се
не би можело да се разликуваат од било која нација што сме комуницирале до сега. Сепак си имаат своји традиции и култури кои се за разлика поинакви од нашите традиции и култури, од други традиции и култури. Афганистанците кон крајот на минатиот месец гласаа на парламентарни избори по речиси 8 години, со надеж дека ќе внесат промени во владата која загуби речиси половина од државата од талибанците. Изборите беа проследени со хаотична организација, обвинувања за корупција и насилства, поради што изборите во стратешки важната покрајна Кандахар беа одложени. Под строгите правила на НАТО, со ред и дисциплина, припадниците на македонскиот контингент ги поминуваат деновите работно, но секако наоѓаат време и за дружење и слободни активности. За афганистанското локално население велат дека е мирно, понизно, со некој чуден страв во себе. Може би од годините поминати во пустош кој се одвива во нивната земја. Со афганистанците нивниот начин на живот најмногу се запознаваат преку оние локални жители кои работат во базите, и тоа најчесто како хигиеничари, преведувачи. Во базите важат строги правила, нема мешање меѓу мажите и жените. Не смеат да имаат блиски односи, доколку тоа се случи може да бидат исклучени од мисијата. Важат и строги правила за сексуално злоставување во кои спаѓаат недолично однесување, префрлување, недолични зборови, но и недолични погледи кои траат повеќе од 5 секунди. Во разговор за МИА македонските припадници велат дека досега не биле сведоци на доброволни љубовни врски. Жените во базата на аеродромот во Кабул се сместени во една барака, додека во централната команда во 3. Во тие згради смее да влегува исклучиво женски персонал. Влезот за мажите е забранет. Правилото важи и во обратна насока. Тоа е строго забрането, има постојани контроли од војната полиција. Строго е забрането да се воспоставуваат љубовни врски тука. Доколку ве фатат во таква ситуација, има процедура во која е одредена саатнината. Во рок од 48 часа треба да ги депортираат во нивните земји. Со тоа што дополнително се доставуваат извештаи и се води постапка против лицата вклучени во случајот, велат припадниците на македонскиот контингент. Алкохолот е строго забранет. Во базата на аеродромот може да се најде исклучиво безалкохолно пиво, и тоа се служи само во одреден ден од неделата. Контроли за алкохол и друга се прават мощно често, и тоа со кучиња трагачи. Слободното време македонските припадници, а секако и оние од другите нации, го користат за дружење во неколкуте кафулиња кои функционираат во базите, и секако во спортување, во теретаните, џогирање, возење велосипед, но и во шопинг, во PX продавниците, како и на афганистанските базари, каде локалното афганистанско население ги нуди своите производи. Чест ми е да бидам дел од мисијата на одлучна поддршка, тоа што придонесува ми за унапредување на армијата на Република Македонија, воедно и на женскиот персонал, да ги потикнеме се почесто да се пријавуваат. До сега не сме биле во ризична ситуација, има одредени тимови кои што се од други нации одредени за тие активности, така да тоа не е дел од нашиот тим. Јас сум администратор на македонскиот најинтернационален представник во мисијата одлучна поддршка. Ние сме секојдневно сме во контакт со цивилно население. Мојот впечаток за нив е прекрасен со оглед колку интелигентен народ. Значи, гледајќи од наша перспектива, за луѓето кои што воопшто не имаат дојдено овдека, имаат друга визија за афганистанскиот народ, како тие живеат и со оглед на местото кај што живеат, и самата визија го склопува и начинот на нивен живот. Меѓутоа, многу е погрешна нашата мисла. Тие се нормален народ како и нашиот. Пред неколку месеци се организираше турски празник, турски национален празник, каде што беа поканети воедно и афганистанските, односно локалното население со нивните семејства, и специјално за нив има организирано трка за децата до одредена возраст, ако не се лажам, до 15 годишна возраст. И има организирано и специјален ручек исто така за нив од страна на командантот на база кај што се наоѓаме. Имав едно прекрасно искуство со едно дете од една локално население кое што при моето доаѓање да се поздравам со нив беше едно малечко прекрасно машко дете по име Семи. Веднаш ме облеа емоции. Не можев да се воздржам и при неговата преградка мислев да можам и светот ќе му го поклонам. Таа преградка ми покажа многу зборови, колку многу им треба помош на овој народ и колку ние треба да бидеме благодарни на сето тоа што ние го имаме во нашиот живот.
Најмногу броен во мисијата одлучна поддршка е контингентот на САД, кој учествува со 8475 војници. По него е германскиот со 1300 војници. Турција учествува со 506 војници. Силите на одлучна поддршка од оваа година поради заострување на безбедносната состојба се зголемија на 16.229, претходно беа 13.000. Одлучна поддршка е неборбена НАТО мисија посветена на обука, советување и помош на афганистанските национални сили за одбрана и безбедност. Во мисијата во моментов учествува 41 земја членка и партнерка на НАТО. Целта е да им помогне на афганистанските безбедносни сили, но и на институциите во земјата, во која 17 години се води војна, во развивање на капацитетите и одбраната и способноста да ги заштитат своите граѓани на одржлив начин. Се фокусира првенствено на активностите за обука, совети и помош во министерствата поврзани со безбедноста, во институциите на земјата и меѓу високите редови на армијата и полицијата. Македонија оваа година го зголеми бројот на учесниците во мисијата за 20%, а следната година во дел од буџетот е предвидено плюс 25% зголемување на учеството. И како што посочи министерката Шекеринска, која е прв министер во изминатите 5 години, што ги посетува македонските мировници, во предпристапните разговори со НАТО, Македонија некаде била послаба, некаде подобра, но за позициите на македонските мировници во мисиите на Алијансата е дадена чиста петка. Таа од Кабул порача дека кога некаде во првата половина од следната година ќе почнеме де факто да функционираме како земја членка на НАТО, тоа најмногу ќе биде заслуга токму на македонските мировници.